Ова е редовниот термин за најновите настани кои се случуваат во Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се подготви за денеска нашата редакција, останете со нас, ке погледнете веднаш по најавите. Денес се празнува името на големите македонски и словенски просветители Кирил и Методи. Според извештајот на СВР Велес, безбедноста во општината е на високо ниво. Променливото време не поволно за метеопатите и хронично болните. Денес е празник на големите македонски и словенски просветители. Мисијата на просветителите Свети Кирил и Методи е сваќање за развојот и за ширењето на словенската цивилизацијска свест и најдобро се изразени преку просветителскиот континуитет на нивните ученици, големите дејци Свети Климент и Свети Наум. Денес е празник на големите македонски и словенски просветители Свети Кирил и Методи. Овие двајца светители се посебно важни за словенските народи. Родени се во Солун во 9 век во видно византиско семејство. Свети Кирил, кој пред да стане монах се викаше Константин, ги помина сите степени на тогашната наука. Брат му пак беше повеќе години управник на една област во Струмичко. Двајцата имаа неколку мисии што се опишани во панонски легенди. Двајцата беа монаси и се упокоја надвор од своето родно место, имајќи го целиот свет за свој дом, за мисионерско поле. За словените се важни не само затоа што им ја дадоа азбуката, туку и затоа што ги доведоа пред вратите на вистинската просвета, односно пред Христа. Во црковниот речник крштението најчесто се нарекува просветување. Словенските просветители Кирил и Методи се темелот на вековното интелектуално, образовно и културно обстојување на македонскиот народ со својата азбука и писмо, кој пред 12 века го поставија светите браќа Кирил и Методи. На старото училиште во Велес го носи името на словенските просветители. По браќата Свети Кирил и Методи е наречена и новоизградената црква во центарот на Велес. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пред вчерашната посета на Демиркапија изјави дека опасноста од тиранската платформа не е помината и оти граѓаните треба да останат внимателни поради, како што рече, изјавите од албанските партии дека не се откажуваат од платформата и оти таа ќе биде реализирана. Една недела од кога лидерот на СДСМ Зоран Заев во име на парламентарното мнозинство ја достави писмената гаранција дека нема да има уставни промени, во јавноста се уште како таа гаранција да лебди во воздух. Зијадин Села е последниот албански политичар кој што во изјава за медиумите рече дека не стои зад гаранциите на СДСМ за унитарност што ги побара председателот Иванов и за него откажувањето од тиранската платформа би било како да се откаже од иднината на своите деца. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски при вчерашната посета на Демиркапија по однос на ова прашање изјави дека опасноста од тиранската платформа не е помината и оти граѓаните треба да останат внимателни поради, како што рече, изјавите од албанските партии дека не се откажуваат од платформата и оти таа ќе биде реализирана. Уште која ги даде гаранциите, кога потпише оној документ со кој се обврза дека нема да ја прифати тиранската платформа, јас оставив една резерва, познавајќи го неговиот карактер и неговиот обичај, често пати да ги менува своите изјави и ставови. Предподне да кажува едно, поподне друго или навечер едно, на сабајле друго, така што повторам уште еднаш, треба будно да се следи, особено откако почнаа да ги даваат изјавите и другите негови партнери, како што е Зијадин Села, како што е партијата ДУИ, кои што јасно и гласно кажува дека тиранската платформа ќе се реализира. Сега тука некој лаже, или Заев ги лажи
граѓаните на Република Македонија кога вели дека Тиранската платформа нема да се реализира, или партиите на албанците, партијата ДУИ, партијата на Зијадин Сева, ги лажат албанските граѓани во Македонија. Според председателот на ВМРО ДПМН, реакцијата на граѓаните со 80-дневните мирни протести низ улиците била оправдана. Луѓето, потенцираше Груевски, почувствуваа дека се подготвуваат работи што не се баш добри за иднината на Македонија. Истите тие се уште не се надминати, па опасноста по унитарноста се уште постои. Министерството за финансии исплати 532,7 милиони динари или 8,6 милиони евра поддршка, од кои 517,9 милиони динари субвенции за одгледување житни и градинарски култури и 14,8 милиони динари за рурален развој. Како што соопштуваат од Министерството за финансии, исплатата за субвенции продолжува и во наредните денови. Исплатена е за останатата финансиска поддршка за 2015 година за земјоделците во висина од 1 милион евра, а во тек е исплатата за 2016. Парите треба да легнат на сметките на земјоделците до крајот на јуни. Први наред за исплата на субвенциите се сточарите за предаденото млеко во млекарниците за неколку фази, како и производителите за предадената арпака и откупената реколта во 2015. Подготвени се и налозите за исплата на житните култури, градинарството и производството на ориз од реколта 2016. Законскиот рок за целосна исплата на субвенциите за сите категории на производители е до 30 јуни 2017 година. Со првата исплата се опфатени полјоделците од Пелагониско, оризопроизводителите од Кочанско, градинарите од Струмичко и лозарите од Тиквешко. Според надлежните од СВР Велес, безбедноста во општината е на високо ниво. Како што велат тие, грижата за безбедноста на населението е нивниот приоритет. Ресурсите со кои располагаат и нивната професионалност допринесува за брза интервенција и решавање на насаканите инциденти, кои се помалку ги има, потенцираат од СВР Велес. Безбедноста во Велес е на високо ниво. Ова е оценка на надлежните од секторот за внатрешни работи Велес. Бројките покажуваат раст, особено во графата за грозување на безбедноста по живот, но тоа е само статистички, вели за К1 Веролјуб Додевски. Во 2016 година евидентирани се 2 убиства во Велес, една година пред тоа едно. Од почетокот на оваа година евидентирано е едно убиство во Велес. Безбедноста во однос на другите параметри е подобрена, освен во овие дела што се против животот и телото. Така да секоја понатамошна анализа, наша криминалистичка што ја правиме, ни кажува дека се работи, сторителите на убиствата и убиените се знаат меѓу себе, не се и главно се поради лични недоразбирања. И најчесто се случуваат во афект. Не се некои убиства што ќе доведат ќе донесат несигурност кај граѓаните и ќе предизвикаат паника и воопшто како што се случуваат во некои други држави на запад и подалеку. Секторот за внатрешни работи Велес во графата потешки кривични дела минатата година евидентира 3 силувања, 4 разбојништва, една разбојничка кражба и 36 кражби во домови. Од СВР Велес велат дека по сите овие дела е постапувано, а дел од предметите и затворени. Грижата за безбедноста на населението велат дека е приоритетна. Ние како служба секојдневно професионално си ги извршуваме нашите обврски, кои се секогаш и главна цел наша е да се грижиме за квалитетот на живење на граѓаните, посебно во доменот на безбедноста и сигурноста нивна. Од извештајот за работата на СВР Велес за 2016 година може да се види дека полицијата интервенирала дури 234 пати за нарушување на јавниот ред и мир во Велешко.
Промената на времето негативно влијае врз граѓаните, особено врз метеопатите и хронично болните. Според лекарите, овој период луѓето треба да внесуваат свежа храна полна со витамини, да пијат многу течности и да се облекуваат соодветно на временските температури. Променливото време ги наполни амбулантите на матичните лекари. Високите дневни и ниските вечерни и утрински температури се едни од причините за зголемен број незаболени. На променливото време најмногу реагираат метеопатите, но на температурните шокови се осетливи хронично болните, особено оние со респираторни и кардиоваскуларни заболувања, вели доктор Александра Тодорова. За ова време најчесто доаѓаат хронично болните, односно пациенти кои што се метеопати, кои што им причинува проблем ова температурна разлика. Тие се жалат бидејќи имаат проблеми во нивниот крвен притисок, односно варијации, или е многу нисок од нормалниот или се зголемува, иако е примаат редовно антихипертензивната терапија. Исто така се жалат на малаксаност, неможност да се ги вршат домашните обврски, исто така и работните обврски, чувствуваат тежина, жештина, проблеми исто така и во исхраната, проблеми од гастроинтестиналниот систем и слично. Според лекарите, овој период луѓето треба да внесуваат повеќе свежа храна со витамини, да се пијат течности, да се облекуваат соодветно на времето, при изложеност на сонце да се носи задолжително капа и очила. Па нашите пациенти можам да кажам дека се најчесто пациенти кои што се од 15 години па до целосна старост, со тоа што во овој период доаѓаат многу пациенти кои што се повеќе над 40-50 години, пациенти кои што се хронично болни, како што кажав и метеопати, кои што ова време навистина им смета. Поради тоа апелирам сите хронични пациенти и луѓе и постари луѓе да ја примаат редовно терапијата и во оној период кога е највисока температурата да седат дома во климатизирани простории. Според прогнозите на метеоролозите, променливото време ќе продолжи и во наредниот период. Лекарите препорачуваат хронично болните да се придржуваат до препишаната терапија, да внимаваат на исхраната и редовно да се консултираат со матичните лекари. По повод празникот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, државниот врв испрати честитки до граѓаните на Република Македонија. Како основоположници на словенската писменост и литература, светите браќа Кирил и Методи се залагале за развој на христијанската мисла, за важноста и за суштината на просветителската мисија на двајцата браќа, кои внеле нов импулс во верата и во културата на сите словенски народи, говори и фактот што денеска тие се патрони на Европа, наведува Иванов во својата честитка. Историското наследство и делото кое зад себе го имаат оставено светите Кирил и Методи е едно од најзначајните богатства на нашата држава и македонскиот народ, стои во честитката на премиерот Емил Диметриев. Честитки по повод празникот упатија и лидерите на политичките партии на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Во продолжение вести од Македонија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов оствари средба со председателот на Руската Федерација Владимир Путин во Москва. Со особено внимание следиме се што се случува во вашата земја. Посакуваме внатрешно политичката ситуација во Македонија да се развива согласно уставот и демократските принципи. Уверен сум дека вашето искуство, вашето влијание и авторитет ќе придонесе за тоа, истакнал Путин на средбата. Тој изразил задоволство дека македонско-руските односи се унапредуваат и, како што рече, има позитивно движење во економската размена. Мандатарот Зоран Заев ќе учествува на работна вечера што ја организира високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини за премиерите на државите од Западен Балкан. Портпаролката на Могерини Маја Коцијанчич во изјава за МИА рекла дека Заев доаѓа како определен за премиер. Како што информира портпаролот на СДСМ Петре Шилегов, Заев најпрво ќе има билатерална средба со Могерини, а потоа заедничка вечера со премиерите од регионот. На денешната средба во Брисел ќе присуствуваат и премиерите на Србија Александар Вучиќ, на Црнагора Душко Марковиќ, Еди Рама на Албанија, Иса Мустафа на Косово и Денис Звиздиќ од Босна и Херцеговина.
Високо позиционирани екстремисти во хиерархијата на Исламска држава, меѓу кои незиниот воен министер Абу Муса Палмасри, биле убиени од сириската армија при операција источно од Алепо, соопшти сириски медиуми. Меѓу убиените имало саудици и ирачани, пренесува БТА. Не се прецизира кога биле превземени операциите кај Алепо. Следуваат вести од светот. Албанската полиција запленила 932 килограми марихуана во приморскиот град Валона. Крајната дестинација требало да биде италијанскиот наркопазар. Дрогата била натоварена во комби возило марка Мерцедес со албански регистарски таблички, кое било паркирано, а истата била пакувано во 46 пакети. Требало патот да го продолжи со траект. Во две одделни акции деновиве, италијанската полиција заплени 4 тони марихуана, прошверцувана од Албанија, 2,2 тона во реонот на Пулја и 1,8 тони кај Бари. Доколку завршила на наркопазарот, дрогата би достигнала вредност од над 30 милиони евра, велат од полицијата. Рейтингот на кинескиот долг се намалува од ниво АА3 до А1 со стабилна перспектива, соопшти меѓународната рейтинг агенција Moody's, бидејќи прогнозира зголемување на задолжувањето на земјата и забавување на економскиот раст. Намалувањето на кредитниот рейтинг се појаснува со фактот дека финансиската стабилност на Кина ќе се влоши малку во следните години, при што вкупниот обем на долгот ќе продолжи да се зголемува, додека потенцијалниот раст ќе бележи забавување. Реформите предвидени од режимот во Пекинг за борба против финансиските ризици може да го успорат, но не и да го спречат зголемувањето на долгот на земјата, нагласи Moody's. Агенцијата очекува економскиот раст на Кина да падне на околу 5% годишно следните 5 години. Пекинг предвидува раст од околу 6,5% за оваа година. Денеска имаме променливо облачно и нестабилно време, на повеќе места со пороен дожд и грмежи и со услови за локално невреме со град. Утринските температури се движеа во интервал од 6 до 13, а дневната највисока температура достигнува до 27 степен. Во наредните денови подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на влажни воздушни бранови, кои ќе предизвикаат времето да биде променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд, кои на повеќе места ќе бидат поројни и проследени со грмежи. Во четврток врнежите ќе бидат пообилни, особено во јужните делови. Од четврток ќе дува повремено засилен северен ветер, што ќе услови по свежо време. Од петок до недела ќе има повеќе сончеви периоди, а врнежите ќе бидат послаби и полокални. Со ова го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам на вниманието, а вие понатаму останете со нашата програма. Пријатно!